Тема која што е тесно поврзана со климата, односно температурите кои што пред малку ги споменавме. Минатата недела носевме чадори, оваа недела веројатно ќе треба и често вода со себе за да се разладуваме, бидејќи имаме топол бран, непредвидливост, како и зачестеноста на така наречените екстремни настани од типот на невремиња и топлотни бранови, но и пожари ќе бидат карактеристика на денешницата, но и иднината, велат експертите. Дали треба да се прилагодуваме на денешницата и како да го правиме тоа? Еден час ќе анализираме на оваа тема, а ќе отвориме со Бојана Стануевска-Пецуровска, председателка на Центарот за климатски промени. Бојана, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и ви благодарам за поканата и можноста да зборуваме за една вака важна тема. Бојана, верувам ќе се согласат сите со нас дека како минуваат годините, веќе преодни годишни времиња, како есен и пролет, речиси и да немаме, колку за себе ова што денеска го живееме се условно кажано виновни климатските промени? Па виновни се прилично климатските промени, затоа што глобалното затоплување и растењето на просечната температура битно влијаат на практично на наменување на климата. Како тоа се случува? Значи, климатските промени биле, односно менувањето на климата била од секогаш, да речам, карактеристика, се случувала, меѓутоа се случувала за период од околу 100 години. Сега, како резултат на зголемената концентрација на стакленички гасови, кои што пак се резултат на зголемената употреба на фосилни горива и прекумерниот индустријски развој, да речам, концентрацијата на стакленички гасови во атмосферата значително многу се, да речам, многу брзо се зголемува. Па така, ако ги анализираме, да речам, ако ја анализираме температурата во последните 50-60 години, односно последните 100 години, ќе видиме дека за разлика од претходно, температурата прилично многу пораснала. Што се случува практично? Како резултат на зголемената концентрација на стакленички гасови, се топат ледниците, нели? Односно се топи снегот на северниот и јужниот пол, се менуваат морските струи или се губат, кои што се одговорни за испарувањето и се одговорни за одржување на некоја просечна климатска состојба на одреден регион, што всушност ја дефинира и климата како таква. Значи, како што реков, се очекува во иднина, благодарение во услови, во наводници благодарение, нели? Благодарение на климатските промени и глобалното затоплување, да имаме се почести вакви осцилации, не само во краток временски период, туку и во еден ден практично. Многу научници велат дека мора веднаш да се превземе нешто, бидејќи ова инаку ќе биде почеток на едно ново секојдневие. Но ова го слушаме години наназад, а од година во година гледаме се поинтензивни промени на климата. Некако дома, ако не ни е добро, ќе се реновираме, ќе средиме, но ние како човештво, како да не даваме премногу акцент на ова. Па затоа прашањето мое, колку лошо може да биде, до каде може да се оди и дали е веќе доцна можеби да се превземе нешто или тргна реката на климатски промени? Може да биде лошо. Значи, алармираат, во науката се алармира во последните 50-60 години, значи меѓународната заедница зборува на оваа тема, значи ги анализира овие промени во климата, во просекот на годишните просечни температури, не само температури, туку и други климатски параметри, вклучително и врнежите. Значи, за Македонија се направени сценарија за тоа ако продолжи овој пораст на концентрација на стакленички гасови и во следниот период, како ќе реагира тоа на промената на просечната температура. Па така, она ниско сценарио, значи забавено зголемување на концентрација на стакленички гасови, ќе значи промена на температурата, просечната температура некаде до 2050-2060 година до 1,5 степен.
Меѓутоа, ако продолжиме вака заврзано да ги зголемуваме концентрациите на стакленички гасови во атмосферата, до 2100 година може да се очекува и пораст на просечните глобални температури на, да речам, овде во Македонија, па и на глобално ниво, до 5 степени. Ние исто така во нашата организација со помош на модели за предвидување, тоа е соодветен, да речем, програмски јазик со кој што се прават проекции. Ги земавме температурите од Управата за хидрометеоролошки работи во период од 1950 па се до 2022 година и ги анализиравме промените, односно ги анализиравме промените до 2020 година, но анализиравме, односно направивме и предвидување за тоа како ќе расте просечната температура за Центар, Демир Капија и Прилеп. Она што е карактеристично е дека пролетните и летните периоди се очекува да имаат значителни зголемувања, односно за Центар, ако просечната годишна температура во периодот до 2022 година била 7 степени, сега ќе биде нешто помалку од 9 степени, така што се очекува пораст од околу 1,72 степени, 1,7 степени до 2060 година. Во пролетниот период оваа температура е многу повисока, значи пролетните и летните 5, односно 6 степени се очекува пораст на просечната глобална температура до 2060 година. 5 степени за Центар, 6 степени за Демир Капија. Што не е воопшто малку, што не е воопшто малку. Прашањето е треба ли да се навикнеме на новото секојдневие и како треба да изгледа процесот на адаптација? Да, за жал нема назад, нема назад. Како треба да изгледа процесот на адаптација? Значи, многу е лесно да се каже процес на адаптација, меѓутоа процес на адаптација е сет од различни мерки, буквално потребни се системски промени, да речам, во начинот на кој што се однесуваме, во начинот на кој што планираме, во начинот на кој што носиме одлуки, и тоа во многу сектори. Значи, потребно е да направиме промена значи, да направиме прилагодување во земјоделието, тоа е еден од клучните сектори, затоа што е одговорен за снабдување со храна. Значи, мораме да размислуваме веќе, да ги советуваме земјоделците, да садат сорти, видови на земјоделски култури кои што се поотпорни кон овие нагли промени. Јас спомнав, нели, претходно и во претходните 100 години имало вакви климатски, да речам, пореметувања, меѓутоа овие сега климатски пореметувања се случуваат многу брзо. И различните земјоделски култури, па и генерално екосистемите не може така брзо да се прилагодат на ваквите промени, така што мораме тука да работиме, мораме да правиме постојано анализи, истражувања, но и да вложуваме исто така. Земјоделието е сектор кој што е прилично многу засегнат, понатаму шумарството, реков, екосистемите се засегнати како резултат на климатските промени, односно порастот на просечната температура. Се очекува во иднина да имаме и многу повеќе сушни периоди. Овие сушни периоди ни носат до деградација и опустинување на земјиштето. Тоа значи дека губиме плодна почва. Тоа значи исто така дека имаме ризик од пожари во иднина, но и потенцијал за пролонгирање на вегетативниот период, што значи дека сега ако вегетативниот период бил 20-30 дена, сега може да биде и до 60 дена, што значи дека зрењето и собирањето на плодовите ќе се оддолжи. Така. Остануваме на тема земјоделство, дефинитивно една од гранките кој што е под најголем климатски притисок. Оваа тема ја продолжува колешката Симона Бачваровска во Управата за хидрометеоролошки работи. Симона, добро утро по втор пат. Очекуваме одговори на секако важните прашања поврзани со оваа тема.
Да, благодарам Ваня. Ние се вклучуваме од просториите на УХМР за да ја продолжиме темата, односно фокус на нашиот разговор ќе бидат секако климатските промени, меѓутоа во областа на земјоделството, колку овие промени се можеби предизвик за земјоделците, но и колку земјоделците треба да се навикнуваат, односно да ја адаптираат нивната работа врз новото нормално, ако може така да се каже. За сето тоа разговарам со Маја Сталитовиќ. Прво благодарам што тука не пречекавте и што ќе бидете дел од Македонија наутро. Добро утро и поздрав до гледачите на вашата македонска радиотелевизија. Да, сега го фокус на разговорот спомнавме не се климатските промени. Колку влијаат врз земјоделството? Ете, нека биде тоа стартот на нашиот разговор. Па вака, климатските промени имаат сериозно влијание, значи врз земјоделството, особено значи преку зголемување на температурите доведува до суши и пореметување на вегетацијскиот период, значи кај културите, потоа доаѓа период значи на долги врнежи или на краткотрајни поројни врнежи кои што предизвикуваат поплави, потоа исто така екстремните временски појави влијаат не само на приносите на земјоделските култури, туку влијае и на квалитетот на почвата и продуктивноста. Република Македонија се соочува со чести и интензивни суши, особено во јужните и источните региони. Сушата таа е една од најголемите последици од климатските промени. Доколку значи трае подолго, ќе има недостиг од вода, значи за наводнување, потоа појава на болести и штетници кои што понатака го загрозуваат производството. Во изминатите години забележан тренд на пораст на температурите на воздухот на целата територија на нашата држава, па според климатските сценарија се очекува дека температурите може да растат согласно климатолозите. Ова лето постои голема веројатност за надминување на температурите од многогодишните просечни вредности, а што се однесува во однос на врнежите, се очекува да има посушно лето. Во управата за хидрометеоролошки работи, односно во секторот за метеорологија, најчесто се истражуваат метеоролошките суши кои што се дефинирани како недостиг од врнежи. Тие се со повеќе годишна анализа, значи на сушите, се потврдува дека нашата држава е под сериозен ризик од суша, додека во секторот за агрометеорологија се вршат редовно фенолошки наблюдувања на фазите на развој на одредени земјоделски култури и шумски растенија и нивната зависност од факторите на дворичната средина, како што е времето и климата. Наблюдувањето на односот на овие фактори врз развојот на растенијата е една од најважните задачи на шумарската и земјоделската метеорологија. Растенијата тие се добри индикатори за времето и климата, бидејќи тие се многу осетливи инструменти на временските промени, брзо реагираат и со тоа значи покажуваат каква ќе биде сезоната за дадената година. И сега од сето ова што вие ни го кажавте, заклучокот е дека секако климатските промени се некако закана за земјоделството, па според тоа колку земјоделците веќе полека треба да се навикнуваат, односно да ја прилагодуваат нивната работа врз овие промени. Така, значи климатските промени тие веќе се во тек и земјоделските производители треба да се прилагодат, значи кон тие промени. Една од приоритетните мерки е покачувањето на знаењето на земјоделските производители за тоа што се климатски фактори, значи како делуваат, значи како да се справат со нив, кои се можните последици од нив. Исто така треба да се осврнат кон одбирање на, односно воведување на нови сорти кои што се поотпорни на болести, поотпорни се на штетници и на високи температури како и на суши. Исто така потребно да користат попрецизна агротехника,
и фертиригација, односно да воведуваат ѓубрење со наводнување, да имплементираат системи значи на конзервацијска обработка на почва, да се префрлат кон интегрирано управување со ресурсите на вода и почва и енергија и да ги следат агрометеоролошките прогнози, како и раните аларми за екстремните појави. Да, секако нивната работа треба да претрпи промена, колку во Македонија има стручен тим кој што може да им помогне директно на терен, односно да биде поддршка за нивната работа која што, како што веќе гледаме, трпи големи промени. Така да. Значи во Македонија има високо стручни кадри од областа на земјоделските науки, значи како и научници и експерти во областа во својата област, значи преку нивното искуство и знаење, како и пракса во рамките на потребите, значи се спремни да помогнат и да се справат, значи со новите предизвици кон климатските промени во земјоделскиот сектор, значи со тоа да им улеснат на земјоделците, значи за како полесно да се справат од климатските промени. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека сите овие информации беа корисни. Се надевам, јас ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше разговорот со Маја Сталетовик од Управата за хидрометеоролошки работи во однос на климатските промени и нивното влијание врз земјоделството. Да, Симона, благодариме. Симона Бачаровска имавме во живо од УХМР. Бојана, зборувавме за адаптацијата. Сега следното прашање не е колку чини таа адаптација и патаме ве што индивидуално и институционално сега и веднаш може да направиме во однос на адаптацијата. Така. Значи, за жал, нема точни бројки за тоа колку чини адаптацијата. Жалосно е тоа. Ние, како рековте, што треба да се направи, мораме да направиме национален план за адаптација кон климатски промени, кој што буквално ќе ги вклучува сите сектори, односно ќе ги вклучува сите институции. Тука не се само Министерството за животна средина, тука се и Управата за хидрометеоролошки работи, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, Министерството за земјоделие, Министерството за транспорт, затоа што станува збор за адаптација, како што реков, во многу различни сектори: земјоделие, шумарство, транспорт, инфраструктура, економија, исто така здравство, многу важно. Затоа колку чини, ние направивме во 2023 година анализа на природни непогоди за периодот од 2005 до 2022 година. И тука со оние податоци кои што ги земавме од базата на Центар за управување со кризи, се покажува дека околу 60 милиони евра во периодот од 2005 до 2022 година биле исплатени за како резултат на штети во земјоделие. Меѓутоа, пак ќе кажам, тука не се само штетите од земјоделие. Имаме штети од инфраструктура. Штети во инфраструктура, значи мораме и тие штети значајно да ги планираме во и не само штетите во инфраструктура, туку и штетите во пожарите, штети во човечки животи, исто така многу важно. Така да не можеме точно да кажеме колку чини. Така, а колку треба од друга страна да се унапредуваат и системите за рано предупредување? Колку инвестирањето во кадри е неопходно во овој сегмент? Тие се клучни, значи системите за рана најава и предупредување се клучни. Убаво рековме, многу е важно да се зголемат капацитетите прво на оние кои што треба да ги овозможат овие системи за рана најава и предупредување. Во моментот има некој, да речам, функционален, меѓутоа не целосен систем за рана најава и предупредување. Тој мора да се прошири со оние можностите за информирање во случај на некој од ризиците или во случај на криза, за да можат сите граѓани буквално и сите сектори да добијат истовремено информација за тоа која е потенцијалната опасност, дали е тоа пожар, дали е поплава, дали е земјотрес, или земјотресите не се резултат на климатски промени, меѓутоа сепак може да предизвикаат криза и мораме да работиме на подигање на свеста и информирањето на граѓаните за тоа дека треба да ги почитуваат овие одредби. Значи, ние сме земја која што е прилично ранлива на климатските промени и во идниот период не очекуваат се зачестени топлотни бранови,
како резултат на овие топлотни вранови, нели, можни се и смртни случаи, и тука, значи, граѓаните мора да се свесни дека треба да ги почитуваат алармирањата на институциите. И за крај, колку законот за климатска акција може да помогне во целиот овој процес на адаптација и отпорност? Да, законот за климатска акција е прилично добар закон. е? Да, прилично добар закон, меѓутоа тоа сакав да кажам, не е усвоен. Добар закон ќе биде кога ќе биде усвоен. Тој иако е закон кој што се фокусира на климатска акција, односно ублажување на климатските промени, што значи намалување на емисиите на стакленички гасови, сепак има и одредби за адаптација во климатските промени и тоа буквално има одредби и за национално ниво, значи за државата, понатаму за останатите институции, меѓутоа и за општините. Она што прво треба да направиме, како што реков, мораме да изработиме национален план за адаптација, кој што исто така произлегува од овој закон, односно ќе биде обврска, и понатаму треба да работиме со општините, со единиците на локална самоуправа, за да можат да ги спроведуваат одредбите од законот за климатска акција, не само во однос на ублажување, туку и во однос на адаптација, но исто така и во однос на законските прописи за заштита и спасување. Благодариме за Јас ви гостувањето благодарам во уште еднаш. Македонија.